Советот на јавните обвинители на седница ќе го разгледува известувањето од обвинителката Ленче Ристовска, која бара Советот да донесе заклучок дека премиерот ја нарушил самостојноста во незината работа. Тој во интервју за порталот Вечер МК, без да ја спомне со име, ја нарекува медиокритет и потврдно одговара на констатацијата дека станува збор за клиентелистичко-политичка матрица. Го добивме известувањето по електронска пошта и ќе постапиме по него. Ние сме колективно тело. На седница ќе го разгледаме и ќе одлучиме. Поради навреди, професионални дисквалификации и понижувачки наводи, Ристовска побара јавно извинување од премиерот. Таа ги води случаите Талир 1 и 2 за незаконско финансирање и за партискиот тимот на ВМРО ДПМН, поради што неговите изјави ги доживува како несоодветен притисок врз работата. Од владата велат премиерот не ја спомнал. Председателот на владата Христијан Мицкоски во интервјуто не ја спомна Ленче Ристовска со име и презиме. Тој говореше за медиокритети и чудно е како Ленче Ристовска се препозна во тоа интервју. Според правилникот за обезбедување и гарантирање на самостојноста на јавните обвинители, постапката е итна. Советот формира комисија од 3 членови која собира информации за конкретниот случај, а може да ја повика и Ристовска, но и Мицкоски, писмено или устно да се произнесе. Доколку се утврди надворешно нарушување на самостојноста на обвинителот во неговата работа, Советот јавно ќе го објави заклучокот и ќе го достави до владата или собранието. Јавниот судир на ВМРО ДПМН со обвинителката почна уште летоска, кога Ристовска беше предложена како еден од тројцата кандидати за судија во судот во Страсбург, а владата ја поништи таа одлука со тврдење дека не ги исполниле критериумите, но никогаш не им даде образложение. Следуваше и соопштение од ВМРО ДПМН во која нарекуваа поранешната звезда на пропаднатото СЈО и дека го символизира моралниот пат на обвинителството. Неодамна Ристовска ги критикуваше измените на кривичниот законник, кои ги предложија пратеници од ВМРО ДПМН, дека содржат полоши решенија од спорните измени од септември 2023 и дека не се во насока на борба со корупција.